Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за медицинско катче. Колку македонците водат сметка за своето ментално здравје? Одат ли често на психијатар? Постои ли разлика меѓу анксиозност и депресија? Се лекува ли депресијата како болест? Дали лековите се земаат како бомбони, како што често знаат да кажат фармацевтите, посебно за антидепресиви? Која е најмладата, а која е најстарата возраст каде што може да се детектира депресија? Утрово на оваа тема зборуваме со магистар психијатар доктор Верица Малинкова Димовска од приватната болница Аџибадем Систина. Доктор Димовска, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Најавив дел од темите на кои што ќе зборуваме денес. Депресијата е доста раширена, посебно периодот после ковид. Какво е вашето искуство и колку македонците водат сметка за своето ментално здравје? Така е. Короната никако разбуди многу работи скриени кај нас. Меѓутоа, од друга страна, пак и ги отвори вратите малку пошироко да гледаме кон менталното здравје. Да бидеме малку поискрени и повеќе да ги препознаваме симптомите кои што укажуваат на некакво пореметување во однос на нашето здравје, на нашето ментално здравје. Така да кога нешто не попречува, не ограничува, не прави да се чувствуваме нелагодно, веќе почнавме малку поотворено да го препознаваме и поотворено да бараме помош без за тоа да се срамиме. Колку водат македонците сметка за менталното здравје? Имате ли зголемен број на пациенти во последно време? Значи, ковидот е зад нас, поминаа веќе 5 години. Дали се уште постои тој тренд на одење на психијатар? Знаете, кај нас како општество се уште постои стигма кон одењето на психијатар. Но на вистина можам да кажам дека сме сепак поотворени од тоа што бивме. Се почесто се среќаваме млади луѓе да се јават на психијатар поради некои чувства кои што ги препознале кај себе и тоа е за поздравување затоа што се што може да се фати на време и што може да се превенира е најдобро така да се третира. Спомнавте млади луѓе, веројатно имате долгогодишно искуство во оваа област. Кој е најмладиот пациент кој што го имате лекувано од депресија, кој е најстариот, нели, кој што претходно не бил на психијатар? Јас сум адултен психијатар, значи работам со популација од 18 години со полнолетни и нагоре. Меѓутоа, можам да кажам дека од периодот на адолесценција веќе имаме пациенти кои што се јавуваат на психијатар, но нив ги третира детски и адолесцентен психијатар. Кога е време да се поиде на лекар? Еве да им објасниме на гледачите кои симптоми можеби се свесни, можеби не се свесни дека им треба помош на психијатар. Кои се симптомите на кои што треба да обрнат внимание и да се јават на лекар? Така. Депресијата не е само тага. Тагата е едно нормално, да речам, чувство кое што секој од нас од одредени нешта знае да се истригерира. Меѓутоа, доколку тагата премине во една нефункционалност, безволност, проблеми со апетит, проблеми со сон, проблеми во социјалната комуникација, проблеми во работната функционалност, значи социјалната функционалност, тогаш веќе е време да посетите стручно лице. Да се поразговара, да се види докаде се работите и да се интервенира. Дали тоа ќе биде само психотераписки, дали тука ќе биде потребна фармаколошка поддршка, тоа е проценка на лекарот кој што го извршил прегледот и ја направил проценката. Често кај нас се прави некаква паралела меѓу анксиозност и депресија. Анксиозноста, дел од вашите колеги велат дека е и предничи на депресија, меѓутоа во однос на она што може да се прочита и да се види од искуства на пациенти, станува збор за сосема различни состојби. Може ли да направиме една паралела да им разјасниме на вашите пациенти кога станува збор за анксиозна состојба, а кога се депресивни? Анксиозноста е еден вид на напнатост, вознемиреност, раздразливост и многу често знае да оди рака под рака заедно со депресијата. Значи затоа имаме и анксиозно-депресивен синдром, значи мишан синдром. Некогаш може да бидат одвоени како единици, но многу често и се заедно вклучени. Така да, кога зборуваме за анксиозност, може би
многу често и да ни е приклучена депресијата со сите оние симптоми што малку претходно ги спомнав и да бидат една комбинација која што веќе треба да се третира. Кога се дава медикаментозна терапија, а кога се оди само кон разговори со пациентот? И едно многу битно прашање, дали депресијата се лекува и дали е состојба или болест? Така. Депресијата е состојба и болест. Значи, тоа е еден вид растројство на емоциите. И да, депресијата се лекува и тоа е она што треба секој еден од нас да го запамти. Значи, кога се оди на лекар, се прави проценка на снагите, на состојбата, од што е предизвикана, бидејќи имаме и различни типови на депресија. Значи, таа може да биде блага, умерена, тешка депресија, може да е сезонска депресија, може да е постпородилна депресија кај родилките, кога се предизвикува, предизвикана од стрес, од разни животни настани. И на тој иницијален преглед, значи разговор се прави иницијалната проценка, се исклучуваат сите други можни заболувања, значи медицински кои што може да се испитаат, да речеме со анализи, се употребуваат некој тип на прашалници и тогаш се прави проценка што може да правиме. Психотерапијата секогаш треба да биде дел од лекувањето. Некогаш може да помине само психотерапевски, значи само со разговори, поттикнување на снагите, но некогаш ни е потребна и фармаколошката поддршка и тогаш секако се вклучуваат и лекарствата. Колку време е потребно или секоја состојба е различна за лекување на една депресивна состојба? Да. И сте имали ли некој случај кој бил безнадежен, да речам, сепак завршил успешно? Така. Депресијата многу често изгледа безнадежно во очите на тој што ја доживува. Меѓутоа, како што спомнав претходно, депресијата се лекува. Кога започнуваме антидепресивна терапија, она што прво им го кажуваме на пациентите, на клиентите, и што правиме е тераписки договор. Тоа значи го запознаваме со начинот на како се аплицираат овие лекови, како се земаат и колку долго се земаат. Бидејќи ова не е парацетамол, ова не е, значи, бруфен, ова е друг тип на лек за кој што ни е потребно малку време за да почне да делува и треба да се одржи одреден период. Значи, минималниот период за да се биде на антидепресивна терапија е 3 до 6 месеци, но иницијално, да речеме, за еден добар исход ни се потребни 6 до 12 месеци редовна медикација. Имаме и посебен начин на аплицирање на лековите, односно на започнување на терапијата, со тоа што, значи, почнуваме со помали дози, потоа дозата се зголемува во зависност од состојбата, а исто така е и начинот на спуштање од антидепресиви, значи со постепено намалување на дозата. Значи, не постои нешто што би рекла дека доживотно се прима. Имаме такви состојби каде што нели долготрајно треба да се прима антидепресивната терапија, но кај пациентите каде што имаме успех и каде што сме процениле дека ситуацијата е подобрена, значи тоа спуштање оди и може да биде веќе од првата година од земање на лекот да се спушти и да се продолжи без со нормален живот. Да, така. Може ли да се врати депресијата? Се пијат антидепресиви, поминува еден извесен период, има ли некој тригер, народски кажано, кој што може да ја врати? Или едноставно станува збор за за некаква генетска предиспозиција? Депресијата може да биде рекурентна, значи повторлива, и кога имаме такви случаи, повторно ги вклучуваме антидепресивите и психолошката поддршка како терапија. А различни фактори може да влијат, како што спомнавте, генетиката е еден од нив. Значи, може да се случи каде што имаме фамилиарна историја на депресивност, каде што имаме трауматски настани поврзани дали со семејството, дали со самата личност, па дури и во самиот колектив на живење. Може да е еден вид само хемиски дисбаланс на неуротрансмитери во мозокот. Значи, повеќе фактори може да бидат што може да ја предизвика. Зборувавме за лекување. Чисто пати вашите колеги знаат да кажат дека неконтролирано се земаат антидепресиви, меѓутоа тоа не значи дека се земаат правилно.
По аптеките велат дека е зголемена продажбата на антидепресиви. Вашето искуство што вели и на што се должи зголемената потрошувачка? Така. Па најверојатно поради отвореноста малку кон одењето на психијатар, да речеме. Може би тоа е еден фактор за зголемената употреба на антидепресиви. Меѓутоа и начинот на живот. Ние живееме на вистина во едно стресно време, во едно стресно општество, каде што на вистина снагите попуштаат и се добиваат и препознаваат овие симптоми кои што се приклучни на депресијата. Може да е, веќе знаете, ние сме едно општество па каде што се уште ни се блиски сите релации, па што земала комшиката и добро и влијае, знае и нели ајде да пробаме и ние. Меѓутоа, и како што кажав и претходно, многу е битно начинот на кој што се зема терапијата. Бидејќи кога ќе се почне со антидепресиви, мора да се внимава таа, значи употреба да е секојдневна, во точно одредено време, на начин на кој што треба, да не се меша со алкохол и психоактивни супстанции и значи да биде контролирана од психијатар. Тогаш само ќе биде успешна и правилна. Ми одговоривте на некој начин на дел од прашањето кое сакав следно да го поставам, тоа е начинот на лекување. Вашите повозрастни колеги често пати се оградуваат на некој начин од психотерапија. Психијатерот велат дава лекови, медикаменти и тука завршува неговата работа, потоа лекувањето го продолжува психолог. Дали има некакви измени во протоколот тука на лекување по конкретно она што вие го работите? Бидејќи голем дел од вашите пациенти смогнуваат сила да дојдат на психијатар, се надеваат дека ќе добијат некаква помош, меѓутоа добиваат на некој начин само лек и препраќање на друго место. И потоа тука прекинува практично, бидејќи повторно му треба нели момент да смогне сили, да стекне некаква доверба кај психологот. Какво е тука лекувањето? Така. Психотерапија и фармакотерапија секогаш одат заедно, барем за мене како лекар. Зборот е тоа е едно орудие кое што многу лекува. Многу е битно, значи, да помогнеме на нашите пациенти или клиенти кои што дошле кај нас, да ги постават работите во правилен ред. Што се случува кога доаѓа пациент, изборува, тоа е во конфузија, значи кај него работите се измешани, преовладуваат неубави чувства, не може правилно да расуди и да ги гледа работите. Што правиме ние? Ние не кажуваме што треба да се направи. Ние значи само помагаме да има увид во она што се случува, да ги подредиме работите, да ги ставиме пред нас на маса, што би се рекло, и да дојдеме до заклучок што е најдобро да се направи во одредена ситуација. Значи, добрата анамнеза и добриот збор ни е половина лек. Таму каде што треба фармакотерапија, секако се вклучува и едно без друго не би можела да речам дека оди или е успешно. Кога станува збор по поделба по полови, обично велат дека жените се посклони кон депресивни состојби. Какво е искуството ваше? Дали мажите, нели, повеќе се мажи во тој дел, па не си признаваат дека имаат проблем? Дали е нешто сменето последниве неколку години? Така, статистички да, женските преовладуваат, меѓутоа во последно време, да бидам искрена, и се повеќе мажи доаѓаат и мене тоа ме радува, дека не сте тоа нели посилниот пол и дека болката и тагата и може на секого да се случи на секој може начин. Така да мислам дека веќе имаме некој помак. Напредок. Напредок. Во однос на возраст, има ли некоја возраст каде што депресивните состојби се најчести и дали има локализирање на проблемот? Да, порано, значи, многу почесто беа кај повозрастната популација и да речам во склоп со некои хронични заболувања. Меѓутоа, во последно време, како што реков, се повеќе млади, значи доаѓаат, зборам, млади од 25-35 години кои што се работно активни, кои што се со полни амбиции и вака успешно работат, меѓутоа никогаш тоа е премореност, никогаш е тоа склоп на повеќе работи и се повеќе ги има и младите во таа средна, високопродуктивна возраст, како би рекла, кои што доаѓаат на психијатар и се жалат на анксиозност и депресија. Така.
Докторка, темата е неисцрпна, меѓутоа нашето време е кратко. За крај на интервјуто, еден совет до нашите гледачи. Да не гледаат на како стигма, одењето да не го гледаат на психијатар, некаков совет и препорака, секако. Така. Јас би им препорачала на сите да не се срамат да признаат кога нешто не е добро, кога не се чувствуваат добро. Навремено препознавање и навремено третирање е спас и лек за се. Така да секогаш побарајте помош од специјалист, од професионалец и работите многу погладко, полесно и побрзо ќе се решат. Да, и за крај да им препорачаме дека депресијата не се лекува со лекот од комшивката, дека треба да се препише од психијатар и да се продолжи лекувањето секако, бидејќи депресијата се лекува. Така е. Почитувани гледачи, ова беше доктор Велица Малинкова Димовска, психијатар од приватната болница Аџибадем Систина. Вие останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го нашето печатено издание и секако следете го нашето веб издание. Ви благодарам за вниманието.